Добро дојдовте назад во студиото, како што најавивме, сега почнуваме со дебата со представници на здравствените синдикати. Тука во студиото го имаме господинот Љубиша Карамфиловски, председател на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита, и Боби Бојчевски од Независниот синдикат на здравство, како и национален координатор за здравство на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдовме, благодарам. Со господинот Бојчевски се гледаме, со Карамфиловски послабо, бидејќи не од Скопје, од Битола, но еве дојде специјално за емисијата. Господине Карамфиловски, кога зборуваме за здравствените синдикати и за, ајде да речеме, состојбите и проблемите во здравството, најчесто зборуваме за примањата на здравствените работници. Имавме неодамна и серија на протести, на штрајкови, каде што се бараше покачување на платите на повеќе нивоа. Тоа е еден од најголемите проблеми, ми се чини. Да. Добро. Во принцип би почнала дека здравството е еден од најзначајните системи во државата. Здравството е еден од столбовите на државата. Здравството е еден гломазен систем, многу сложен систем, во кој за да функционира мора да обезбедите и организацијска, и кадровска, и финансиска одржливост, мислам, на тој систем. Така да, во еден таков систем, да кажам, кадровските ресурси, би кажал дека се едни од најважниот ресурс во здравството, така наречен развоен ресурс во здравството, и она што го поставивте прашањето, какво е нивното место, тоа е валоризација на нивниот труд. Како самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита, нашите активности ги сведуваме во насока на подобрување на заштита и подобрување на правата на вработените во здравство, вклучувајќи и платата. За да дојдеме во делот на одредени корекции на платата, нашата насока ја користиме, тоест како најако оружје, ние колективното преговарање. За да дојдете во ситуација да бидете во таа улога на колективно преговарање и договарање, морате да имате и репрезентативноста, која можеме да се пофалиме како самостоен синдикат за здравство, дека во овој момент сме единствен репрезентативен синдикат кој го потпишува колективниот договор за здравствена дејност, како и клиничкиот синдикат кој е репрезентативен во делот на потпишувањето на тие поединечни колективни договори за клиниките. Во ова насока само би кажал уште нешто во врска со синдикатот, за да ви одговорам точно на активностите конкретно околу платите. Значи, можам да кажам дека самостојниот синдикат е меѓународно за здравство, меѓународно афирмиран. Членови сме во извршниот одбор или извршниот комитет на европските синдикати за јавен сектор, членови во извршен одбор на европските синдикати за здравство, регионално афирмирани, така да нашите активности ги сведуваме во насока и на одредени консултации и состојби кои се случуваат и во регионот и пошироко. Околу платата, она што кажавте, можам да кажам дека можеме да се пофалиме со последните придобивки кои ги имавме од општиот колективен договор за јавен сектор и сето тоа успеавме да го внесеме во колективниот договор за колективниот гранков колективен договор кој го потпишуваме ние како самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита. Придобивките не се за потценување. Знаете дека за прв пат после 15 години вработените во здравство го добија регресот. За прв пат, да кажеме, во овој момент дојдовме во ситуација да ги дефинираме јубилејни награди, кои придобивки ќе ги почувствуваат вработените во ова сега 2024 година. Знаете дека тоа е една многу голема придобивка, се работи за јубилејни награди за 10, 20, 30 и 40 години со 50, 100, 150 и 200% од просечна плата, што кога ќе дојде во ситуација на реализацијата во ова година и вработените во здравство ќе ја почувствуваат како одредена придобивка. Придобивката ни е во овој момент, бидејќи пристапот и принципот на работење во здравството и во дел на сменско работење, имаме покачен процент на сменско работење од 4 на 5%, имаме зголемена прековремена работа, имаме зголемено празнично, така да сето тоа на извесен начин го прави оној дел на таа нето плата која вработениот би ја зел дома. Во однос на вашето прашање по основ на платите, последната наша активност заедно со клиничкиот синдикат, морам да кажам дека имаме исклучително добра соработка со клиничкиот синдикат и нашата преговарачка улога се сведува на наш заеднички настап
во Министерството за здравство како социјален партнер. Имавме доста добри изградени, да кажам, позиции на тоа социјално партнерство, но сепак знаете, кога самото колективно договарање е точно носење на едни заеднички одлуки, но е израз на добра волја, па за да стигнете до тоа преговарање е малце тешко, мислам, во делот на убедување која е актуелна, приоритетна тема или што е битно што треба ние да го реализираме. Можам само да кажам, да пофалам дека таквиот пристап го имавме надминато во времето на министар за здравство Никола Тодоров, кога веќе имавме подпишано протокол за колективно преговарање со одредена динамика и така сето тоа ни беше на известен начин олеснето, отколку додека да стигнете во оваа преговарачка улога. Последниот наш анекс кој во овој момент го подготвивме, значи можам да кажам и тука, можеби еве тука е и националниот координатор на независниот синдикат, по основ на она што веќе изјави беа дека во здравството испод минимална плата земале X вработени, можам само да кажам и да потврдам дека во овој момент здравството е единствениот кој успеал со подпишувањето на последниот анекс на колективниот договор да нема минимална плата, да нема никаква доплата и хигиеничарките како најнизок коефициент да земаат во овој момент 2000 денари повисока плата од минималната плата. Значи 2000 денари. Тоа ако треба може едноставно со коефициентот нивни од ова. Ајде вака ќе навлеземе се разбира во детали повеќе, ова беше како вовет. Господине Бојчевски, вие организиравте и протести неколку, според еве ова сега што го слушаме од претседателот на синдикатот Карамфиловски, значи состојбата не е толку лоша како што вие ја представувате. Значи, слушајќи ги оваа идила од господинот представник на репрезентативниот синдикат, да не сум вработен во здравството веќе 30 години, јас би помислил здравствениве работници зимаат 1000 евра плата. Но поради неговата инертност го донесе здравството на последното дно. Здравствените работници се донесли на маргинализирање на преживување. Благодарение на неговата инертност и неговото климање со глава, ние го формиравме независниот синдикат на здравствени работници, административно-технички и технички персонал. Се со цел, ние постоиме 6 месеци. За овие 6 месеци ние направивме бројка од наши членови, каде што јас ви гарантирам, другата година кога ќе седнеме тука, ние ќе бидеме репрезентативен синдикат. Бидејќи ние искрено и честно, не со тука демагоги, покачено ова, покачено ова. Дали ја има вистинската слика на една медицинска сестра со средно образование? Срамно, жално е на плата од 25, 26, 27 милија. Па онија подпросечната плата во Република Македонија. Па онија ја кажа синдикалната кошница, која е околу 56, 57.000 денари, господине новинар. Со кои пари овие луѓе ќе живеат? Чистачката имала 20.000 плата, он се гордее со 20.000 плата. Срамота е ова. Срамота е да го слушам од лидер кој, освен Тито што бил маршал на Југославија, Љубиша е 20 години председател на синдикат, 20 години членов на управни одбори на Фондот за здравство. Срамота е ова. Можеме ли конкретно да чуеме, еве само вака, бидејќи еве и од Карамфиловски и од Бојчевски слушнавме повеќе генерални, да речеме, генерални изјави за ситуацијата. Можеме ли конкретно, еве, каде е проблемот со платите? За да зборуваме за конкретни работи. Ние бараме универзален колективен договор. Не може доктор, гинеколог во Струмица, познат доктор, со ноќни, со ноќни дежурства, саботи, недели да зима 75.000 денари плата. А додека во Скопје зимаат дупло поголема плата. Не може познат травматолог во Свети Еразмо, што ми е председател доктор Генц, со дежурства, со труд, со и саботни, неделни дежурства, со 5 дежурства, ви кажувам, во текот на месец да зима 80-85.000 денари плата. До кај се дојдени? Значи, тука треба да живеат една фела, другата фела да преживува. Исто проблемот со медицинските сестри, истиот проблем со техничкиот персонал. Значи, луѓе, во здравството ќе се дојде до колапс. Зашто ќе дојде до колапс? Бидејќи репрезентативниот синдикат доеднашка не искочил да се бори за платите на вработените. Значи, ние не само 30%. Како дојде судскиот синдикат, еден судија, просечна почетна плата да зима 130.000 денари.
А доктор специјалист кај мене во здравствен дом почетна плата му е 45.000. Добро, во ред. Карамфиловски, да. Слушнав Мислам, тебе. не очекував ваква дискусија, не размислував на ваков вокабулар, мислам, во делот на ова, али толку непознавање и толку незнаење, мислам, од ова, воопшто ни еден аргумент се нема во делот на она што се го прашувате вие. Ево, например, вашата изјава беше дека под минимална плата се зема во здравството и сестрите дека земале под минимална плата. Да. Кажете ми колкава е, дали го знаете коефициентот на сестрите и за што се борите? Господине, Сакате ние да не сме отвориме тука ваква дебата, математичка да видите секција. колку не знаете? Ако вие не знаете, Господ, вие не се борите. Ние Вие не се сте бориме. погребни. А како ги остварихме ти сите го овие уништи придобивки? здравството. Ти ги избрка младите. Ама чекај, не ми се обраќај Нема. така, ти. Вие, Тука сме во господине. емисија отворена. Значи, ти, вие- господине, па сега ќе влегу една основна работа. Јас дискутирам за придобивките. Нема придобивки. Да, како не се придобивки? Не си направил Овие ништо. си што ги спомнав, што Не се? си направил. Моментално требаше медицинска сестра да зима 1000 евра плата. Јас да направам. Па што си ти репрезентативен? Зашто користиш? чекај, 20 години си председател на синдикат, нели ти е срам да излезеш и да лажеш тука? Јас да лажам. Да. Кого лажеш? Зимаш 1%. Мислам, Со ова ти е- токав буџет. Ова е сценарио, мислиш за да дојдеш далеко од Како сето е? тоа. Не А ти дали може доликува. сега- дали може- може- Па Да, ајде Вака, конкретно, вака, Ама конкретно. сега ми Да. кажува работи како ја конкретни- не сум во здравството. Па не си. Не Со сум. ова што го Да. кажуваш не си во Ти- здравството. а ти не си во Чекај, здравството. не. Со ова што го кажуваш не си. Значи- Ево почни колективен договор. Зборуваш за нов колективен, ни Нов колектив. Каков е тој? Го имаме новиот колектив. Каде? Јас сум го Каде? направил. Кај го предложивте? Кај е предложен? Па ние не сме Што репрезентативен значи? синдикат. Ако не сте- Дали ти се јави во септември, Љубиша, да идеме заедно сите на протести. Ти што ми кажеш? И дила е во Па здравството. ја користиш нашиот протест И го дила. нашиот Кој ваш протест го протест? користиш за да дојдеш во ситуација она што го Абе, не направите те пред придува, бе, Министерството за човек, здравство. 40 години си председател. Ама немаш 40 врска. години си Не знаеш, председател, неповрзана си мисла во имаш. фонд. Не ти. Неповрзана мисла Не, имаш. мој бе, Не не, знаеш да не, се не, изразиш. Ти не знаеш што Љубиша. Вака сега. Па ја Да дојдеме 30 во години си ситуација. председател на Не, Може ли синдикат. вака? Вака Може ли вака? сега, Ве молам, да. ве Не, молам да зборуваме само за конкретни. Може ли Па вака? ево Што конкретно, зборуваме? нека да кажеме, Ајде во да овој чуеме момент, за- Дали во здравството некој зема испод минимална плата? Кигеничарките. Како? Ајде, кажи го како. Колку? Како земат Љубиша, плата? Кога земат моля, 1000 повеќе од По полека, минимална. бе, смири се. Ама ти смири се. Полека. Ти почна Љубиша, во таков стил. Па, како кој стил почнав? Па ти сакаш да тука- собираш поени со напади, а ништо Не, не бе, правиш. ја Не, ништо- ајде ќе ти одиме не по правиш. барањата да видиме дали едно барање е издржано. Љубиша, Ајде. немојте бе така. Ајде, да, Немој. ајде, 30 ајде, сега години- немојте така, 30 години си председател бе. Моја работа, уште 100 ке А од 2007 си Ако ме во пи- фондот за здравство. Од бе. колку ќе Не ли е ти срамота? видам. Тој е мој Како? тој е Нема избран. други ли луѓе Избран. во ССМ да Чекај, бидат? избран сум. Дали Ама е не ли е избран? срамота тоа? Од 2007 20 години околу 40.000 евра имаш земено од буџетот на Република Македонија. Види, Од тоа од тие ова не е паушали. дебата. Ова Дебата дојдовме е. тука за здравство Дебата да е. зборуваме. За Да здравство лично во овој момент јас имам Ајде, органи и ајде тела вака, кои ме ајде предлагаат и вака, кои ве ме молам, избираат. Ве молам, вака. Освен председател Чекај, дали на знаеш да УКОС. зборуваш за здравството? Дали Ама, имаш господине, поима или јас зборам играш? за здравство. Може ли- Што зборуваш? Јас може сум ли вака? работел на Ајде здравство. кажи што зборуваш за Знаеш, здравството. ти ми кажаш тука демагоги. Демагоги? Нема така. Јас кажам аргументи. Бојчевски, може ли вака? Ајде конкретно за вашите барања кои беа во однос на платите. Ајде да Значи, слушаме. барање. Да, да. Нов колективен договор. Каде Кај што ви? напомнав. Кај бе? Ево Кај да- вие? Го имаме. Не го Ајде, носам со мене. зошто не го Одмах предложи? ќе го доставам. Ајде, Одмах ќе доставете доставам. го да видам. После на емисијата ќе го доставам. Што е На кој ќе му го Ајде да доставите? слушнеме што се ве На кој ќе му молам го Карамфиловски доставите да после На слушнеме тебе. Ајде, На да вас. го видиме. Значи, Карамфиловски. после на емисијата ќе Што го... се да слушнеме што се измените во новиот колективен договор, што се ајде, бара, да? Унифицирана плата. Што значи тоа? Унифицира цела Македонија да има ист колективен договор. Значи специјалист. Како нема? Цела Македонија има бранковиот колективен договор за Дали цела си ти свесен поединечните. дека почетна плата на клиника на доктор специјалист е 60.000 денари, Тој има кај мене е поединечен 40. колективен договор. Дали ги разбираш нивоата на колективно договарење? Ништо не разбираш. Не, ти не разбираш. Па не разбираш. Ти гониш, ти си погребник. Жалосно ми е што на оваа Вака- емисија, наместо да вака си дојдеме да у црно. слушнат вработените Вака си што у црна облечен, ти си погребникот на здравството. Да, а ти- Да. Ајде, Најискрено ајде ти да кажам. слушнеме конкретно То, Карамфиловски. види, не знаеш, Барање не имаш покачување на платата 30%. Што значи тоа? Не излезе пред Што значи то 30? Ајде, ќе одиме една дел. Што значи то 30%? линеарно покачување на сите вработени. Линеарно, Окей, што да, значи то линеарно? 30%. Линеарно покачување Да, и ве молам. што е тоа вредност, која е тоа вредност, дали знаеш бе, што зборуваш? Карамфиловски, Не знаеш што Карамфиловски, зборуваш. Карамфиловски, ве Не молам. знаеш што А, ве зборуваш. молам, Само момент, сакате Карамфиловски. на
вако Ајде вака, пристав. ајде вака. На Не вако знаеш што би пристав се. Не, Почнавме, ајде вака, само да ви Нему кажам, толико. почнавме некако лошо. Ајде ве молам да се обидеме аргументирано. Така е. Еве, да се обидеме да каже Бојчевски конкретно што е проблемот, па вие да одговорите конкретно. Добро. Значи, еве за 30% покачување. Образложете го тоа, ве молам. Значи, покачување 30% на коефициентот на медицинските сестри со средно образование, на медицинските сестри со високо образование, на хигиеничарките, на техничката служба, на нивната нето плата да дојде до покачување до 30%. Само ник, така? И докторите купрет ги Ево сега кажат. И како ќе дојде? Во коефициент. Дали знаеш на кој начин се покачува Добро. платата? Карамфиловски, Ево да го ве молам без Не еве знај без ништо. обвинување Немојте директно со него емоции тука да обвинува. Ве молам Значи, објаснете ни 6 месеци. И јас за една година ќе бидам тука на твоето место. видиме, да видиме Ќе колку- бидам, Ајде, господине. Значи нема- јас да сум на твое Со- место до сега плата ќе си има. Остави ти не се споредбата ќе видиме го уништи тоа. здравството, Кажи, абе Карамфиловски. остави така Го уништи. Карамфиловски, Што ве молам, зборуваш? уништи Што здравството, зборуваш? Карамфиловски, Што зборуваш? само Не ли момент. ти е Не срам? дојде само да се Дали појавуваш. смееш да се медиумски појаваш? врска. Јас само не смеам. Да, во некоја Кај поликлиника, ајде со мене ќе Во прошетам. која сак? Може ли Ниту вака? сокон. Може Дали ли во вака? геријатрија ти сплука? Во која геријатрија? Ајде да не зборам. Може ли вака, Во која Карамфиловски? геријатрија? Спекулации само кажеш. Ве Доста молам, ве блекарски молам, работи. Познати ми се Абе, тие блекар. Љубиша. Аргументите. Што значи Абе. 30% те прашам? Па Дали знаеш кажам, што па кажам? Не кажам. знаеш. Прво ево јас ќе те прашам. Како се покачува платата? По кој Со како може? покачување на коефициентот. Како со кој Коефициент на минималната плата. Што збораш? Жив ти мај. Да, да. Значи имаш Карамфиловски. два начини. Ај ве молам вака, ај ве молам, Едниот начин Карамфиловски. тој- Па ти Ве си молам, 30 да, години да. председател. Ама зашто Зашто не не ти- го направи тоа? Како не го направивме? Ова што го сега кажа ќе барам не е направено. 100% и за Чекај, докторите и ова, за Абе средно. остави то бараш. Ќе барам. Жеботеки. Кој? Синдикална доверба се стекнува со резултати. Кои Од сето резултати ова што- ги имаш? Сите, овие што ги спомнам. Кој за 30 години? За кои 30? Ба бе 30 Вака, години вака, маршал сега. си ти. Вака Ти да ви и кажам. Тито сте единствени Не. у светот. Уживај си, уживај Добро, си ти. може ли? То само можеш да користиш за да одвлечеш внимание, да, бидејќи ама не конкретно одвлекам ништо не внимание. знаеш. Ево да Ти ти не објаснам. знаеш. Да ти објаснам. За од 2019 година. Само ве молам. Добро. Јас да кажам нешто. Ве молам прво да разбереме дека не гледа јавноста, не Ама, гледаат гледачите викате соговорник кој што- и тие гледачи на некој начин не оценуваат според она како се однесуваме. Дајте да се однесуваме малку поодговорно ако може. Карамфиловски ве молам да не објасните, бидејќи да им објасниме на гледачите, бидејќи кога слушаат вака, Така. кога слушаат вака, ги разбираат работите прилично површно, и јас себе ги разбирам површно, Така. бидејќи не сум стручен. Кога ќе слушам бараме покачување од 30%, вие велите дека тоа не е баш така. Објаснете, ве молам објаснете. Да му објаснам и зошто него тоа да знае. па и Значи, еве и за во гледа- моментот Немој и за- така да му и објаснам, за- ја не сум за тебе да му објаснам. И за гледачите Љубиша, да објаснеме, Значи да. малку име Да вокабулар. објасниме за А, гледачите. Јас имам да. вокабулар. Како Немој е да- почна дискусијата? Господине, Јас немојте јас така. дојдов Ама на смири се, најсмирена смири се. Добро, еве, дискусија. како- Мислиш дека на смири таков се. начин ќе Како дојдеш мене да почнавме, ме испровоцираш? како почнавме, Ево, што да правам? да се обидеме еве да Ево да ви ја одговорам. свртиме Колега, работата. немој Само да ви така да ми се одговорам. обраќаш. Да Не ви сме одговорам. читале заедно. Добро, Бојчевски не ве сакам да ми молам, да, во ред. да ви кажам. Во моментот единица за пресметка на плата е 15.499 денари. Тоа е резултат на она што наша беше придобивка по општиот колективен договор да се зголеми платата 10%. Значи беше 14.090 денари, сега е 15.499 денари. Ова барање, во ова барање, што во моментот го поставуваат како 30%, тоа е лицитирање. И ние можеме да кажеме 50, некој да речи 100% и сето тоа. За сето тоа да дојдете во ситуација да го поставите како преговарачка улога, треба да имате направена одредена анализа да знаете што значи тоа. Во овој момент 30% покачување на плата ќе значи дека единицата за пресметка на плата би станала 20.149 денари. Тие 20.149 денари, кога ќе ги извадите од 15.499, ќе видите дека по единица коефициент платата се зголемва 4.650 денари во бруто, зборувам. Ако дојдеме коефициент во овој момент на лекар специјалиста, точно е во овој момент, јас мислев, точно ќе почнеме во таа насока и да разберат некои работи и да слушнат од оние како искуство на она што кажува некој што бил толку председател да ги искористат придобивките и она зошто сме таму и зошто толку долго сме опстојуваме. Бидејќи стално сме аргументирани, бидејќи одиме со податоци, аргументи и добро направени анализи.
Во овој момент, таквата корекција на плати, ако во овој момент буџетот на фондот за здравствено осигурување е 46 милиарди 386 милиони, тоа значи дека негде во превод 752 милиони евра. Од тие 46 милиарди 386 милиони, 27 милиарди, значи негде околу 58% се ангажирани по основ на буџети на јавни здравствени установи, од кои ја земаме и платата. Платата во овој момент, за вработените во здравство, значи зборувам за во јавно здравство, е месечно милиарда и 200 милиони, негде близко значи 20 милиони. Ако дојде близко 6 милиони. Ако дојдеме во ситуација, ова 30% да го направиме на тие милиарди и 200, ќе дојде дека во овој момент годишно ќе се потребни негде околу 72 милиони евра. Во овој момент нашиот анекс, кој го доставивме до Министерство за здравство, и можам ево и да слушнат, а и веќе може и да прочитат, кој како информација на влада го доставивме анекс со корекција на коефициенти за сестрите со средно образование негде околу 4250 денари во бруто. Тоа значи корекција на коефициентот од 0,274, што во овој момент за сестрите со коефициент 2,422 би бил негде 2,696, значи го зголемуваме коефициентот за 4250 денари во бруто или негде околу 3200 ќе му дојдеше во нетој износ да го добија. Сето тоа што го доставивме со корекција на коефициентите за сите вработени во здравството, вклучувајќи и администрацијата, вклучувајќи и помошно-техничкиот персонал, вклучувајќи ги и лекарите. Значи сето тоа што е доставено како информација, подготвени анекси со добри анализи, заедно со клиничкиот синдикат, во тоа преговарање успеавме да го убедиме Министерството за здравство да го прати тој анекс до пред распишувањето на, да кажам, изборите, за да успееме да го подпишеме, а мора да помине на влада. На влада ја разгледа и усвоја информацијата, го овластија министерот за здравство да може да го подпише анексот на колективниот договор за измена и дополнување на колективниот договор за здравствена дејност, и тоа е она ако успеевме и успееме, бидејќи во овој момент знаете како се одвива политичката ситуација. Имаме сега одредени, ево гледате, превривања во самата партија Алијанса, во делот на самото министерско место, дали ќе биде или нема да биде. Значи, ние очекуваме до распишувањето на изборите, кои сметаме дека крајен рок е негде 15 февруар, да успееме да видиме она што владата го овласти министерот за здравство, да успееме да го реализираме пред изборите ова покачување. Дали за тоа зборува министерот Меджити кога излезе, зборуваме за иста работа завчера кога се пожали поради превирање, да се разбира. Превирањето не го што вели дека на седницата предложил покачување на платите на медицинските сестри и останатите здравствени работници, подпишување колективен договор во Министерството за здравство, подпишување колективен договор за клиниката во Козле, што се пренамени во универзитетската клиника, и подпишување одлука за паркинг на клинички центар. Значи, за тоа зборуваме. За тоа зборуваме, да. За тоа зборуваме, значи, нашите припремени анекси, сето она што го направивме како одредена анализа, сето тоа во делот на, да кажам, целата наша пресметка во оваа ситуација како финансиска импликација ќе биде негде околу 26 милиони евра, со тоа што додовме на известен начин, ево, и до Министерство за здравство и владата, бидејќи за да дојдете во ситуација да реализирате одредено покачување, мора тоа да е предвидено во буџетот. Во овој момент, во буџетот за 2024, бидејќи не е предвидено, а беше укажано, јас уште на последниот преговор со премиерот Ковачевски кажавме дека во овој момент таргет или целна ни се сестрите со средно образование, па затоа побаравме во делот на самата примена на овој анекс на колективниот договор, за кој министерот кажал дека не успеал на влада да дојде во ситуација да го стави во делот на самото подпишување, дојдовме во ситуација да ја направиме таа отстапка за сестрите со средно образование, бидејќи ние се во моментот таргет или она, да кажеме, најзагрозени во делот на самото приближување на минималната плата кон нивниот коефициент и нивниот личен доход, така да за нив да важи од март, а за останатите со ребалансот кој ќе се случи во 2024 година. Но факт е во овој момент да не добијат погрешна информација и гледачите и вработените. Во овој момент очекуваме да видиме дали ќе успееме ова да го реализираме до пред распишувањето на изборите. Ова секако треба да помине на влада. На влада веќе помина, но сега требаше дополнителна согласност во делот на ова дека во недостиг на средствата во буџетот, примената на анексот, но ние мислам да го подпишеме пред
пред изборите, а примената на анексот да биде ево со ребалансот од 2024. Битно е да имаме подпишано. Еве овие барања, овие измени на некој начин се комплементарни со вашите барања. Дали е тоа? Хипотетички господинот ми кажува некои анекси, ако биде, ќе биде, вака е 25 години, затоа е доведен здравствениот сектор на ова дередже. Господинот, јас бев на разговор со овој муабет на 5 октомври во Министерството за здравство со надлежните имав состанок. Значи, за овие работи, како наеднашка на министерот, на почитуваниот председател на ССМ, на огранок здравство, му текнува за медицинските сестри. Од кога почнавме ние заеднички од септември да излеземе со нашите барања. Како до тогаш беа заборавени сестрите, беа заборавени докторите, беа заборавени техничката служба. Најнаш им текна септември, октомври. Значи, ние бевме на овој разговор и ние ги поднесовме нашите барања и ние тога се договоривме. Заедно со институциите. А он сега, може, вака е 20-30 години, затоа народот си мисли дека во здравството е идила, како и он што самиот мисли дека е идила. Здравството е пред колапс. Квалификации дава, не знаеш одбор. Добро, нека... Значи, ти мене... Не ворете значи, овој начин на дебата е воре. Значи, Да, ја не ви продолжите, долико, не ви попречувам во вашите излагања. Не ви доликува како председател плюс повозрасен господин од мене, така да ми се однесуваш. Не ви доликува. Добро, Бојчевски, фативме добар терк, ве молам, продолжите. Да, ама и, значи, овие барања, ние ги изнесувме уште во септември, ако ви е јасно. Тука бев на првата емисија, кога разговарав со вашиот колега. Од еднашка и на синдикатот, репрезентативните синдикати им текна за медицинските сестри. До тогаш медицинските сестри беа на последното скалило. Како од еднашка? Значи, ова и јас го знам, дека е договорено. И од наша страна со Министерството, нека не ги зима наградите само синдикатот, кој не постои, кој е летаргичен. Значи, ние излегуваме 6 месеци, ние излегуваме и ги бараме нашите барања. Не само да бидат 30%. Значи, со новата влада ќе бараме 100% покачување. Како што може функционерите 78% да покачат плата, мора и на здравствениот работник, на административниот работник и на техничкиот работник во здравството. Тоа е, значи, ние се бориме. Добро, Карамфиловски, за ова... Бака, дали може околу ова дискусија да. само? Прво и основно, во овој момент, вика дека ние сестрите воопшто не сме ги ставиле, да кажеме, или не сме размислувале во делот на одредени нивни корекции. Сестрите со средно ни се таргет нон-стоп и ако тргнеме покачувањето од 2019 година, само ќе направиме еден лесен пресек, веќе кајнев е негде околу 40%. Тоа што нашата економија ги нуди овие средства, во овој момент што ние имаме ваков буџет како што го имаме, во моментот можам да кажам дека буџетот во фондот е еден од највисоките во овој момент, но сепак ако го споредиме со буџети во една Словенија со исто е 4 или 5 пати помал, да кажеме. Значи одредена економија нуди ваков буџет и такви одредени лични доходи. Нашите заложби по основ на сестрите со средно образование се нон-стоп како таргет, целна група, бидејќи ние сме свесни дека во овој момент она што се случи, да кажем, во самото колективно договарање на нарушување на тој сооднос, да кажеме, меѓу сестра со средно и високо, да биде, да кажеме, меѓу сестра со средно образование има 2.422 коефициент, сестра со високо има 3.200 коефициент и ако дојдеме во превод, разликата негде околу за на исто работно место, не зборувам дека во ова, али со исти работни задачи, кој како го дава придонесот, не зборуваме, имаме голема разлика во делот на тој прилив на средства, тоест во делот на платата. Тие земат негде околу 10.000 денари по висока плата сестрите со високо стручно образование од сестра со средно, ако се распоредени на исто работно место. Но факт е дека во овој момент препораката од Европска унија беше дека негде 50% од сестри со високо образование, со 50% сестри со средно образование да биде во делот на застапеноста во здравствениот систем. И тој продор сакавме на известен начин тие да се мотивираат за да дојдат на одредени позиции. Во овој момент можам да кажам самиот анекс на колективен договор кој очекуваме и нашата заложба ќе биде до пред
распишувањето на изборите да можеме да го подпишеме, во тоа е дадено за сестрите со високо образование кои завршиле после ние во делот на самата земање на тој додаток на плати, да кажеме, и таа е одредена придобивка која направивме уште од 2015 година за сестри на кои не можеше да им се систематизира работното место со високо образование, а имаат во овој момент го имаат тоа високо образование со одреден пресек на завршување, да кажеме дали до 2015 31.11, дали до 2021 година до 30 јуни, па сега тој пресек го дадовме како предлог да биде до 30 септември 2024, што значи и оние сестри кои после 21 година завршиле високо стручно образование да влезат во процесот на барем да дојдат во ситуација на надополнување на плата или то така наречен додаток за образование. Значи, во овој момент ние према сестрите ни се неголемото членство и ние да дојдеме во ситуација да не размислуваме за нив. Во случајот за сестрите со средно образование во овој момент го имаме коефициентот скоро највисок во делот на корекцијата 0,274 за разлика од за општи лекари кои се исто така во овој момент во една загрозена, да кажам, категорија по основ на примањата, бидејќи ти имаат негде околу 40.000 нето основна плата, така да за нив е коефициентот нешто, но тоа е се ствар на одредени анализи за да дојдеме во ситуација да успееме некако во рамки на одредени средства кои можеме на некој начин да ги излобираме од буџетот на фондот и да имаме реализација. Она што кажа во делот со специјалистите. Факт е во овој момент дека на терен имаме 4 различни коефициенти во овој момент за исто образование и тука ние како предлог од самостојниот синдикат за здравство беше како да дојдеме во ситуација сето тоа да го надминиме. Бидејќи факт е дека во здравствен дом во Скопје јас имав и еден вербален, можеби така, дуел со лекар специјалиста кој беше во право од здравствен дом Скопје, дека во овој момент тие имат најнизок коефициент 5.260, значи и специјалист. Во општи и клинички болници ги имаме 5.472, тоа ќе ви кажам што значи во превод. Во 8 септември имаме поединечен колективен договор кој има 625 коефициент и во клиники имаме со највисокиот коефициент, зборувам за исти специјалисти, со 6.415. Ако дојдеме разликата меѓу 5.260 и 6.415 кој го има коефициентот специјалист во клиника, разликата ќе ни е негде 18.000 денари во бруто или негде 12.000 денари во нето. На сето тоа, специјалистот, да кажеме, во општа болница или во клиниките од ова, тие имат дополнителни дежурства, за разлика од тоа реакцијата што е во здравствен дом во Скопје, дека стварно за специјалистите е многу малку коефициентот и нивната плата се движи негде околу 54.000 нето износ, но друго е проблемот. Проблемот е што тие во овој момент немаат начин како сето тоа да го зголемат, за разлика, да кажеме, од лекарите специјалисти во општи клиники, така клинички болници и клиники, кај што ги имаат дежурствата, кај што имаат други додатоци, ги имаат во празнично, го имаат во ноќен труд и сето тоа, мислам, во таа реализација. Затоа во овој момент разговорот беше и со директорот на здравствен дом Скопје, а тука исто се заложи и доктор Мехмедович, да седниме да видиме за да го надминиме проблемот, бидејќи во овој момент здравствен дом Скопје има само специјалистичка консултативна здравствена заштита која во останатите здравствени домови со делот на трансформацијата, тоест на кога медицинските центри се поделија, дојдовме во ситуација здравствените домови да останат бе тие специјалистички амбуланти. Така да во овој момент точно дека е проблемот, но тоа за да го надминиме, во овој момент треба да се седни и да се пристапи кон, затоа му кажав и ево на националниот координатор од независниот синдикат дека во овој момент за да дојдеме во ситуација треба да ги познаваме нивоата и на колективно преговарање, колективни договори. Добро, значи сето тоа може да се реши со поединечен колективен договор. Вие на некој начин се согласивте дека постои истиот проблем, само некако како да... Значи, вака сега, почитуван новинар, почитуван господине, може да се излога? Благодарам, може. Ето. Први, да ги земам од овие работи председателот на ССМ, Слободан Трендафилов и дечкот од УПОС. Голема благодарност, луѓе со срце и луѓе кои застанува за работниците. А овој господин од тука не го иземам. Како прво, овие барања, што ги кажа, што се согласивме сега со господинот Љубиша Карамфиловски, ние ги поднесовме во септември, ако сте свесни. Ако ја зачувате емисијата, ако е снимена, јас ќе ги кажам тие бари. За доктори специјалисти, за медицински сестри. Како до септември месец
Беше и дила во здравството. Како до септември месец не излезе господинов да ги бара тие барања. Ја немаше да го формирам синдикатов. Наискрено ви кажу. Јас немаше да го формирам овој независен синдикат. Зашто претходно не стана? Немавме комуникации. Значи јас ги повикав и господинот Љубиша Карамфиловски и господинот на клинички центар. Луѓе, дај да седнеме, да направиме нешто за здравствените работници. Така беше, господине? Телефонски се слушнавме? Зашо да Дај, се дај се- договориме? Добро. Зашо да се договориме? Гледате, оваков однос не доликува на доктор, не доликува, Не, вак- личи на некој бодигард што работи. Немој така да се однесувате, без ке ве замолам. Немојте. Па зашо да се договориме? Нели ви се јавив, нели бевме во корелација, Во која релација? за да излеземе да правиме нешто. Ти што рече? Ја реков, возачите се најтешка категорија. А возачите го решивме Ги проблемот забори, со- што која плата? Од 30.000 денари, под просечната плата, има возач. Во итна медицинска помош. Ти до вчера зборуваше дека во овој момент се една минимална плата, сега зборува под просечната не плата. Јас сум зборал Термините под со- просечната плата. Мин- Малку треба да ги Јас- да пратите. Да ги пратите моите Јас- интервјуа. добро, Да. интервју. Абе немојте толку со омалважување да бидете спрема. Вие сте поголема група, да. Ти си председател, ние сме работници. А ти си председател, немој толку да ме Ти си омалважуваш. национален координатор. Ама значи, немој така ти да ме омаловажуваш. ха со смеење. Ти Значи не ви доликува. Кој од почеток, Значи, во овој не ти момент, доликува. на мојата, наместо да ја надоградиш, во Ама телот, кој ги дали е така кој или ги не, бараше овие барања бе господине Карамфиловски од септември бе? Вие, Од септември значи, резултат устата. на вас ние Па работиме. резултат Па на ние мене си ти не ни бе. следиме во овој не. Зошто би дошле кога двата синдикати во овој момент сме на преговарачка маса? Вие сакате да го свртите вниманието со дезинформации. Со и какви нешто дека- дезинформации? Па, Па ево, не ли ја зборам вистина? Па ти сега потврди вистината. Не, Дека све што кажам Не. е вистина. А ти ми збориш тука Не. математички Јас изрази. ти Не си председател на математичка Јас ти потврдив секција. дека е вистина ти. Кој си Па ласка? сега кажа за специјалистите, сега кажа за ама не- докторите, ама не можеш сега да- кажа за Велики, сестрите. Не можеш да го сватиш. Абе не, ти не можеш да сватиш. Ево сега да ти објаснам. Сега јас да ти Лекар објаснам. специјалиста. во Сега клиника. јас да ти објаснам. Ајде да ми објасниш. Да ти објаснам. Ајде. Дека ние овие барања излеговме во септември, во јуни, јули, на првиот прес што беше пред Министерството за информатичко општество. За Тие се доктори доставени, специјалисти. бе, во анекси. Баравме барања, само ја не сум репрезентативен. Кажав, за година дена, јас која ќе бидам репрезентативен синдикат, ќе видиш што значи синдикален борец. Шо збор? Ќе видиш, Добро, нема може да ли- бидам клати врата, може да ли да- министре, клати. Шо си сега во овој момент? Национален координатор на КСОМ. Шо? Да. Може ли не, да, а може што ли си вака ти? да- Кој е то клати врата? Кој е Па, клати тој врата? е ти. Аргумент, каде? А ти шо правиш? Не правам ништо. Дали си реализирал нешто од ова? Па ја моите ствари ги реализирате. Ја не можам, не сум, Твоите ствари ние не ги сум ја реализираме. репрезентативен. Значи тебе ти имаме, ни требаш консултант за да ни кажеш што Абе, треба ние да. Може Нема, ли, нема. добро, Нема може ли да- вака, ајде да, бидејќи... Дали може да довршам? Извини. Ама Може, сега само- не ли призна барањата сега, Не, немојте вред, бе така. вака, барањата, може вака. да преминем малку и на друга тема, може. Добро. Но мислам дека Не, еве само за- да кажам со специјалистите. Ајде, Дека во само овој кратко, ве момент, молам. јас ја кажав дека постојат тие коефициенти, но решението во овој момент, е да ако дојдеме во ситуација коефициентите на сите да бидат исти, тогаш нивото на здравствена заштита во единица на пресметка на плата ќе мора да биде повисоко. Бидејќи меѓу лекар специјалиста во овој момент во општа и клиничка болница, разликата до коефициентот на лекар во клиники е 17,36%, да кажеме. Ја е во 17%. Таа 17% треба да се внеси во единица за пресметка на плата. Хипотетички 15,499 за нив да биде изголемена за 17% и да може истиот коефициент. Иначе во овој момент тоа што е направено на различни коефициенти е ради нивото на здравствена заштита, значи примарна, секундарно и терцијално ниво. На терцијално ниво во овој момент знаеме дека сите патишта водат кон Скопје, во овој момент одговорноста е
на тоа е плафонот во здравството со поголеми одговорности и за тоа сето тоа е преточено во поединечен колективен договор, таков каков ше го имаме поединечен ниво 8 септември, кој го нема то заради тежина одредена работа, така да она што го кажав, и во здравствен дом Скопје решението во овој момент за лекарите специјалисти треба да го гледаме преку одреден поединечен колективен договор кој на известен начин го започнавме во дел на преговори, вашата претседателка го имаше спремено како од здравствен дом Скопје, но ево знаете како е таа една цела ситуација. Додека да дојдете, бидејќи ова што кажа, разговарале во Министерство за здравство. Јас ево најодговорно нека кажи дали седнал со министерот за здравство да се видат во Министерството. Гледате, а пред јавноста седнавме ние. То случај, мислам во овој момент. Ние сме секој ден во преговори. Секој ден што се вика во преговори, во тешки преговори и испаднало дека во овој момент некој друг ни кажал што да правиме. А значи, немој, уште еднашка го замолам господинот, немој доликува на годините со волку. Ајде малку да преминеме на друга тема, бидејќи не се само платите, има здравство и други. Она што исто така зборуваше самостојниот синдикат, тоа е во однос на оние што се договори на дело во здравството, бидејќи со не само со години, туку со децении работа така во здравствениот систем, договорите цело време им се продолжуваат, не им се даваат договори на неопределено време, постојат обвинувања не само од синдикатите, туку тоа е од самите здравствени работници и од општите аналитичари дека не само во здравството, туку воопшто во јавната администрација овие луѓе се користат од политички причини, се користат за да на некој начин да бидат притиснати да гласаат за ово или за оној, или се злоупотребуваат, ајде да речеме. Да видиме каде е решението за овој проблем. Може. Ајде маршалот нека збори, не, маршалот нека збори поред. Да ги видиме неговите ставови. Тито и Љубиша се аргументира. Бидејќи добивте предноста. Ево, вака. Па постаре од мене, маршале. Полн респект кон делот да се реши проблемот на вработените со договорно дело. Но една работа треба да знаеме. Договорот на дело не е договор за вработување. Тоа е облигационен однос. Значи облигационен однос. Во случајот тој што треба да дојде, договараат со тој што треба да го прими и договараат временски до кога ќе работат и со која надокнада ќе биде сето тоа. Но се злоупотребува, се согласуваат. Так, мислам друго. Покасно е злоупотребуван бидејќи тој договор на дело не нуди никакви права од работен однос. Значи тие немаат ни пензиско, ни здравствено, ни сето тоа од ова, тоа е само облигационен однос, ангажирање на вработен во овој момент. Факт е дека дури ставот на ССМ е заради тоа што ваков договор е добро да постои, но да не се злоупотребува. Ова е веќе злоупотреба на ваквиот договор на дело и затоа ставот на ССМ и ево и ние како членки на Сојузот на синдикатите на Македонија како единствен репрезентативен сојуз во моментот го прифаќаме тој дел дека овој договор треба да има одреден рок до година дена, да кажеме од ова, за да не биде пристап за работен процес со договор на дело. Во оваа ситуација, да кажам, протестите и сето тоа го следев и сето во ред, да се сврти вниманието. Значи, која е целта на протест или на штрајк? Да дојдете во ситуација да го свртите вниманието и да на известен начин да го изедначите онај дел на преговарачка улога ако не дојдете во ситуација да на некој начин сакаат да ве слушат. Во овој момент, за договор овие што се вработени со договор на дело, ако не се дојде во ситуација да се примени она што се примени во 2015 година, како закон за трансформација. Знаете, тој имаше одреден дедлайн до 30.11.2014, сите оние кои беа ангажирани со договор на дело, со одредена динамика за да можат на тој начин да го имат приоритетот, тоест конкретно да биде гаранција дека за нив сето ова ќе се заврши. Самата одлука на влада која ја поднесе Министерството за здравство и усвоена информацијата за вработување на 1117 овие со договор на дело. Сето тоа упатува на распишување на оглас, на конкурс, на кој нема поново гаранција дали бидејќи самата форма договор на дело не дава можност за трансформација без да се донеси закон за трансформација. Хипотетички, ако вие сте вработен со договор на определено, бидејќи законот за работни односи признава два договори, како за договор на определено и договор на неопределено време. За да дојдете вие, ако сте на договор на определено, ги имате истите
да кажам, обврски од права од работен однос и има можност овој однос да се трансформира. Договор на дело нема можност да се трансформира, значи мора да оди со оглас, со Колку што ве разбрав јас, еве можам значи, само да единствено излезно решение е донесувањето на законот за трансформација. Тоа сака да ве прашам, значи колку што ве разбрав, значи сегашниот предлог на влада кој што е за вработување, значи, дека фактички не е добро решение, сакам да кажам. Видете, добро решение е бидејќи 1117 ќе се вработат. Сега зборуваме не е добро, не е гаранција за вработените со договор на дело дека ќе бидат препознаати во работниот однос на неопределено. Бидејќи може да се јават и други во тој смисол, а не дека не е добро, како не е добро кога 1117 се даде дозвола за вработување, но зборуваме сега конкретно за вработените со договор на дело. Тие биле, ево викате, и по една деценија ангажирани и сето то, и сега во овој момент со ваквиот оглас, со ваквиот конкурс немаат гаранција дека тие ќе бидат вработени. Да. Бојчевски? Како што знаете, и ово е проблем за голем број на наши колеги, колешки, кои што се запуслени во јавниве здравствени установи под некој тип на договор на дело. Ние јуни, јули искочивме на прес и ги побаравме нивно барање, трансформирање на овие вработени, бидејќи таму имаме вработени некои, како што вчера, а се сретнав со некои лично луѓе вработени во клинички центар 13 години, кои биле под договор на дело, работа за плата од 20.000 денари, немаат ни пензиско, немаат ни здравствено осигурување. Значи, ние увидовме тој факт, излеговме и се бориме за овие луѓе. Бидејќи овој договор е најкриминален договор што постоело, договор на дело. Но, бидејќи се изјасни господинот Карамфиловски дека не чини тој договор, зашто како синдикат не предложи член во законот да вработените по договор, бидејќи он е репрезентативен синдикат, да се забрани со манипулирање со овие вработени повеќе од 6 месеци. Значи законот да постои, да секој што ќе го ангажираме за договор да дело да биде најмногу до 6 месеци. После 6 месеци да му се направи јавен оглас и да дојде до примање на овие луѓе. Или еден вид на трансформација. Но да се направи трансформација, потребно е парламентот да го направи тоа, а сега не е возможно и тој закон да дојде. Укинате тој закон. Значи, зашто они не застанаа? Значи, таму имаме луѓе со 5, 6, 7, имаме дури на детска хирургија со 9 години, 10 години, кои работат за овој минимален додаток. Зашто како синдикален? Ако тие не му се членови, не им зима 1% од нивната чланарина. Требаше да се залага од хумани причини. Значи, треба да им се помогне на овие луѓе, бидејќи кога беше ковид кризата, овие луѓе беа тука. Кога тие луѓе работат, професионално се извршуваат работат. Зашто не ни дадоа поддршка како синдикати на овие протести, дека и они застануваат со нас, да се реши статусот на овие луѓе? Срамно и жално е овие луѓе да останат на улица. Еве сега вчера слушам, ќе се отвореле конкурси и после избори ќе се реализирале. А што сакат со тоа да докажат? Гласајте за нас, за да ве запослиме. А што е? Дали има умно болни луѓе во оваа држава? Како ги рачунав овие луѓе? Тоа го детектираме дека е проблем, во однос, да? Видете, значи во овој момент повикува ние во законска. Прво треба да знае како одат предлозите. Си има социјално-економски совет кој треба да дојде во ситуација. Договор за дело е облигационен однос. Значи договор меѓу две страни. Ние си се договараме. Вие прифаќате да дојдете, јас прифаќам да ве ангажирам во оваа релација. Значи, таков договор, ако не се злоупотребува долгорочно, да кажеме, во одреден период е добар, да кажеме, да го ангажира за 2 месеци, 3 месеци, да пополни, за да дојде во ситуација. Неговата намена е за тоа, да. А ова дојде во смисол договорот на дело како договор за вработување кој не им дава права од работен однос. Тоа е проблемот. И сега во овој момент е многу битно, барем сега за мене ми е мило за тие со договор за дело, помалце лошо, ево да кажеме во овој момент, што нека им се продолжат согласностите, ако не дојдат во ситуација да им се да кажем да стигнат со конкурси и да се примат на неопределено време, тоа е добра одредена работа и јас мислам дека во овој период е многу битно, да кажеме, ако не се стигне со изборите и да овие конкурси се објават на ваков начин, да се инсистира на
сепак имаме едно позитивно искуство во 2015 што се случи со донесување на еден таков закон, ако сакаат да имаат гаранција да вработените со договор на дело да им се трансформира во неопределено време. Бидејќи на секаков друг начин, мислам, со делот на огласот и конкурсот, а нивна гаранција за нив тие можда дел од нив ќе биде применени, можеби и сите, сега предпоставуваме, но не е гаранција во овој момент дека нивниот договор на дело ќе се трансформира во договор на неопределено време, бидејќи може да се јават и други на конкурсот кои што треба да дојдат во ситуација со време. Да. Не можам да го сватам. Значи, била добра идеја што ќе им се продолжи договорот, пак да работат за 20.000. За 20.000 денари да работат. Не. Ти така го кажавте. Не, јас кажувам, Ќе се продолжат помалце договорите. лошо, не добра идеја. Зошто треба да ги слушаш зборовите или Ама те сакаш нешто да слушам. искористиш за да помалце лошо е Полека. во овој момент кога не можат да дојдат во ситуација да стигни ево да дојде или да распишат конкурс или да го донесат законот за трансформација, да кажеме на овие со договор на дело, сепак да продолжат со таа согласност за да можат, бидејќи тој е облигационен однос, ако не сака нема да продолжи. За 20.000 денари да работат тие луѓе, во Карел, да работи во итна медицинска Ама јас помош. не викам да работат. Не ли е жално? Жално е. Зашто не го изнесе овој проблем лани, преклани? Зашто не го изнесе овој проблем претходно? Ја морав да го изнесам. За закон за облигационен договор на дело за облигационен ние да дојдеме во ситуација да го изнесеме како проблем. Како Проблемот е- синдикат на здравствени работници, требаше да им помогнеш на овие луѓе, Љубиша. Кој од нив Господине. се јавил кај нас во синдикатот за да му Па како поможе? ја ги дознав тие луѓе, ти не ги знаеш. Ама Ги знаат твоите ама председатели, Кој Љубиша. има врска во оваа ситуација? Во овој Љубиша, момент молим тој е те. облигационен однос. А остави ми се облигационен однос, А ваков што е однос. друго? Ти си, значи, столб Кој си за, ја? за правата на вработените во Па здравствениот ево сектор. ги гледаш кај ги преточваме во колективен договор. Един, тоа не е уставот. Значи, ти треба ја секогаш законите на устав. и секаде да бидеш со нив. Секогаш и секаде да им помагаш на тие луѓе. Секогаш и секаде на докторот да му помогнеш, на сестрата, на А хигиеничерот. кој не им помага? Како да им помагам? Јас добро, можам ајде вака- на 20.000 ајде вака, ве молам, немаме веќе време, ве молам еве за крај по една минута, чисто како Добро, а дали може и само во Некоја врска со поента, ајде? пофалбите, во врска Ајде. за А посетна административни, во а кај се административците? Па и што Ги остави на цедило луѓе. Зошто? Административните Тоа е работени. најголемата логистика во здравството. Ги уништи Ота- административците. Гледајте изрази. Само Зошто? некој само ево Да, фразеологија ајде, некој. Не. Вака молам, да молам, ви кажам. да. Да. А само да надополнам. Точно за поздравување. А со исклучително добар синдикален сенс председателот на синдикалната организација од Фондот за здравствено, бидејќи во таа релација пофали и ме исклучи мене, да кажам, исклучително добар синдикален сенс, постави одредени работи, тоа што мисли дека не се реализира, таа вредност на ботот 7716 во овој момент кој е донесена и резултат на председателот на управниот одбор, кој што беше екс-председателот на управниот одбор и јас. Значи, како член на управниот одбор. Втора една работа. Исклучително добра соработка меѓу синдикалната организација и таму кај што членуваат УПОС. Стварно добар синдикалец, мислам, во репрезентативен синдикат УПОС од ова, председател кој стварно заслужува во овој момент да пофалби, исто така председател на Сојуз на синдикати на Македонија, кој стварно го афирмира Сојузот на синдикатите со самото потпишување и на општиот колективен договор и на поддршката, овој синергизам кој се јавува. Тоа е она единството. Ние во овој момент, сите овие, да кажам, реакции се, да дојдат во ситуација упат да направат во синдикалното организирање, бидејќи не се тие кои што седнале на преговарачка маса, за да стигнат во дел на репрезентативност, она што кажува утре ќе бидам. Кажуваат бројки од 2800, ево нека имат 2800 членови. За да стигне репрезентативен, ќе мора да има 8300 членови. Во моментот синдикатот за здрав самостојност има 9000 членови и го има процентот негде од 26%, во близина на оние 20%. Значи 8300 треба да има членови за да дојди со тоа што се фали за столицата. Не се работи. Вие ако дојдите репрезентативен, ќе учествувате заедно со нас во потпишување, како кажа, ние ќе станеме репрезентативен и изразот и ќе си имаме наш колективен договор. Кој е тој ваш колективен? Ќе имаме град колективен. Може ли, значи во времето треба ја да кажам нешто, така ли? вие сте Значи, го слушнавме господинот со многу подценувачки спрема мене, спрема нашиот синдикат, почна. спрема вработените во здравството. Према Не ви вработените. толико благодарам. Значи, благодарение на овој погребник на здравствениот сектор, господинот што е тука, јас за една година
еве снимајте ме, ќе имам над 9000 членови во здравството. Нездравствени работници, административци и технички персонал. Се со цел да им докажам и да докажам дека постои синдикат во Македонија. И самиот призна дека сите наши барања, они сега ги стават на нивни дека они ги завршили. Додека ние не излеговме надвор, додека ние не си ги кажавме јавно нашите барања, они беа мртви, ги немаше нигде. Он го уништи здравството, он ги уништи здравствените Добро, Бојчевски, работници. Карамфиловски, Ви благодарам. некако влегувавме, да не влегуваме веќе во повторување истиве работи Нема, и кажавме. Јас себе само за крај сакам да кажам, можеби нема да се согласите, но мене ми се допаѓа жарот со кој вие дискутирате и борбата, бидејќи синдикатите такви треба да бидат на крајот на краиштата. Тоа мислам дека и граѓаните го бараат и секогаш критиките на граѓаните се тоа дека синдикатите се пасивни, па еве сега вие покажавте дека не сте. Ви благодарам на двајцата за учество во оваа дебата. Благодарам за поканата. Ние сме луѓе од народот, секогаш сме со народ и секогаш ќе бидеме со здравствениот работник. Секогаш и секаде. Ви благодарам и на ви двајцата благодарам. уште еднаш, ни истече времето, бидејќи имаме сега уште една гостинка за крајот, како што кажавме, Жаклина Узунова. Останете со нас, кратка пауза за реклами и продолжуваме.